Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Градоначалникот на Тетово Билјалка Сами по една година откако стапи на функцијата на пресконференција даде отчет за сработеното. Сдруженијето на дијабетичари од Тетово организираше бесплатно мерење на шеќерот во крвта. Надпреварување во табла во организација на Сдруженијето на телесни инвалиди мобилност. Присутни учесници од 14 градови. Градоначалникот на Тетово Билјалка Сами по една година откако стапи на функцијата. На пресконференција даде отчет за сработеното. Изминатава година е доказ дека една општина може да се води поинаку, дека градот може да се развива и напредува. Со искрена и посветена работа и истрајност резултатите се видливи. И покрај сите тешкоти и притисоци со кои се сочуваме, како и наследениот милионски долг, ние успеваме успешно да го трасираме патот кон кој целиме. Модерен град кој се развива и станува подобро место за живење за сите. Успеавме да вратиме долгови, а истовремено да реализираме нови проекти. Раздолжувањето ни беше меѓу главните приоритети. Да вратиме дел од долгот, да ја одблокираме сметката на општината, за да можеме да реализираме проекти. Успеавме да исплатиме на 3 милиони евра од наследениот долг, но во исто време продолживме со зголемен интензитет со реализација на инфраструктурни проекти. Работевме интензивно на подобрување на инфраструктурата. Го посетивме секое мало и почнавме со работа, реконструиравме улици, го саниравме секое оштетување на патната инфраструктура, обезведуваме повеќе паркинг места, го ослободуваме узурпираниот јавен простор. Го уредивме и реконструиравме местото Бањиче, поставивме нова урбана опрема, осветлување, партерно уредување на паркинг местата, парк за најмладите. Нашата администрација успешно за рекордно време да го заврши речиси целиот процес на легализација. Имаме предмети кои беа запоставени и чувани во фиоки цели 8 години. Сериозно работиме на решавање на проблемот со комуналниот отпад во градот. Проектот за регионална депонија Русино се одвива според планот. Ги чистиме дивите депонии низ градот, создадени пред повеќе години. Успешно ја реализираме акцијата Генералка Викенд, од која бевме дел од заедно со 20 други општини, при што собра над 185 тони отпад. За една година успеавме јавното предпријатие Градски паркинг, кое го затекнавме во хаос и долгови, да го реорганизираме за денеска да работи непрешено и без блокирана сметка. Обезбедивме повеќе од 500 нови паркинг места преку изградба на отворени и затворени паркинзи. Го решаваме проблемот со сообраќајниот хаос и веќе имаме поголем ред низ улиците. Градот доби и јавен превоз кој е поекономичен избор за транспорт на нашите граѓани, воедно и придонесува за намалување на загадувањето. Прво ги зголемивме платите на нашите херои пожарникари, кои претходно воопшто не беа ценети и почитувани. Освен зголемувањето на платите, пожарникарите добија и подобри услови за работа, уредена простори, нова опрема, организирање на обуки, го отвориме фитнес центарот кој сега го користат нашите пожарникари. Секој месец се реализираат средби со граѓаните, овозможивме онлайн следење на седниците на Советот и јавно ги објавивме договорите на дело. Работиме транспарентно и со чист образ, што резултираше општината Тетово да се искачи на врвот на листата на активна транспарентност во Полошкиот регион со скок над 72%. Општина Тетово ќе преземе напори за обезбедување на инфраструктура со која на лицата со телесен инвалидитет ќе им се олесни пристапот до институциите. Ова го истакна градоначалникот на Тетово Билјалка Сами во рамки на денешната посета на 12-тиот поред републички надпревар во играње табла, кој го организираше Сдруженијето на телесни инвалиди мобилност за Тетово и Гостивар.
12-тиот поред републички надпревар во играње табла на телесно инвалидизирани лица денеска се одржа во ресторанот Електра во Тетовска Барвеница. Настанот е во организација на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност за Тетово и Гостивар, а на него беа присутни учесници од 14 градови од цела држава. Атмосферата беше надополнета со музика и вкусна храна, а за најдобрите тројца од надпреварот следуваа и пригодни награди. Ова ми е традиционална 12-та година републички надпревар за телесно инвалидизирани лица на Република Македонија со поддршка на Мобилност Македонија, нашиот сојуз. И еве како што гледате, како што видовме, како што сега пратам, е одлично се надпреварува. Имаме присутни 14 града од цела Република Македонија. Со тоа што играме систем таблата. Табла и апс, некоја вика третата, систем елиминација, при крај се. Доделуваме традиционално награди. За прво место пехар, за второ место табла, за трето место кило ракија. Така не е редот, така сме решили. А оваа година, поготово ми направи чест, градоначалникот на општина Тетово, Билел Касами, со неговите придружници, другари, соработници, да не спочитува. Градоначалникот на општина Тетово, Билел Касами, кој присуствуваше на настанот, во изјава истакна дека општината ќе преземе напори за обезбедување инфраструктура со цел полесен пристап на оваа категорија граѓани до институциите. Ние као општинска власт сме во блиска соработка со нив да им помогнеме, да им го улесниме животот. Општина Тетово до сега за жал нема инвестирано во инфраструктура за на ова категорија на граѓани да им овозможи полесно да се движат по градот, по институциите, особено од локална власт. Ние веќе имаме проект кој се надеваме дека ќе најдеме финансии да го финансираме и да го реализираме во делот на обележување на градските институции, локалните институции, патиштата и другите јавни објекти за да можат сите граѓани да пристапат до нив. Сигурно дека во идниот период ќе работиме блиско со Сдруженијето за да им овозможиме подобри услови во канцелариите каде што работат и во соработка со програмата која ја имат за следната година во делот на активностите кои ги имат као здружение. Не сме до толку, како да кажам, задоволни од досегашната соработка, но сигурно ветуваме дека во иднина ќе бидеме во нивна блиска соработка и ќе им помогнеме да им го улесниме животот. По повод Светскиот ден за борба против диабетесот, Сдруженијето на диабетичари од Тетово организираше бесплатно мерење на шеќер во крвта. Сдруженијето на диабетичари од Тетово денес организираше бесплатно мерење на шеќерот во крвта во просториите на Сдруженијето на пензионери во Тетово. Ова активност се реализираше по повод 14 ноември, Светскиот ден за борба против диабетесот. После пауза од 2 години, Сдруженијето на диабетичари Тетово организираме мерење на шеќерот, односно како да кажем, прослава на да го одбележиме од денот 14 ноември Светскиот ден за борба против диабетес. Претходно не можевме, како што напомнав, поради COVID-19, така да рачунаме денеска да да го одбележиме како и минатите години пред ковидот. И добра е бројката, до сега добро се одвива акцијава, така рачунаме дека добро ќе помине текот на денот. Од Сдруженијето велат дека секојдневно се зголемува бројката на лица на кои им е дијагностициран диабет. На општина Тетово може да ви кажем дека на инсулинска терапија се над 4000 граѓани на инсулинска терапија, а додека за детскиот диабет, да речеме до 26 години, што се околу 120 и ги имамо бројката што рапидно расте. Секојдневно се расте бројката, дури се појавува се најнова информација имав некои и трудници што се па и кини им се накачува шеќерот. Така да општина Тетово е една од на ниво на Република Македонија со голема бројка на што има диабет.
Светскиот ден за борба против дијабетесот е воведен во 1991 година од страна на Светската здравствена организација, како одговор на зголемената загриженост од здравствената закана наречена дијабетес. Во присуство на пратеници од скопските општини, караванот заврши денес во паркот Жена Борец. Завршниот настан се одржа на истиот ден кога беа одржани првите парламентарни избори во земјава по воведувањето на политичкиот плурализам во 1990 година. Перцепцијата за работата на собранието не е позитивна кај граѓаните. И сега, делумно, тоа се должи на секако дека има простор за унапредување на транспарентноста за работата на собранието, делумно се должи на тоа дека ние, како пак ќе кажам, пратенички и пратеници, треба секогаш првенствено да ги ставаме интересите на граѓаните. Така да ите како има простор за подобрување на нашата работа и нели ние мора да работиме на унапредување на нашата работа затоа што граѓаните не плаќаат да работиме за нив. Транспарентноста секогаш се поставува како фактор број 1. Да, собранието како и другите институции треба да ја зголеми транспарентноста, меѓутоа исто така мислам дека во реториката која што се користи во собранието треба да се конструираат говори кои што полесно ќе бидат прифатливи, односно разбирливи од граѓаните, да не бидат тоа високо политички говори, туку едноставно да се одговара на прашањата кои што се општествени проблеми. За да имаме такви дискусии, треба самите министерства кои што доставуваат закони до собранието, пошто пратениците дискутираат, да ги образложува законите на начин кој што ќе биде прифатлив и разбирлив за сите нас. И не треба никогаш да забораваме дека како пратенички, како пратеници имаме и улога едукативна, да речем. Односно, и како носиме одговорност за она што е одобрен и прифатлив јавен дискурс во општеството. Така да апсолутно дека секој индивидуално мора да работи на тоа и мора да научиме конструктивно да дебатираме и дискутираме. Не е само во партија, туку и самите пратеници меѓу себе дискутираат како да се надминуваат тие навреди. Во овој момент имаме сегрегираност во рамки на собранието и мора тоа да го признаеме, дека нема ни некоја комуникација која што е на повисоко ниво, да кажеме, помеѓу пратениците и во ходниците околарите на собранието, а не само на пленарните седници или пак на комисиските расправи. Нарушени се меѓучовечките односи и нарушен е степенот на доверба помеѓу пратениците и заради тоа стигаме до момент да имаме дебата која што се сведува на лични навреди, а не на говор за темата, односно законот кој што е ставен како предлог закон. Сојузот на борците од НОП и граѓаните продолжувачи на традициите и оваа година ќе организираат празнична манифестација во предвечерието на 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово. По четврти пат тетовчани сплотени ќе го одбележат денот на ослободувањето на Тетово 19 ноември. Празничната манифестација по тој повод ја организира Сојузот на борци од НОП и граѓаните продолжувачи од Тетово. Градската свеченост ќе се одржи во предвечерието на празникот, вечерта на 18 ноември со почеток во 19 часот во големата сала на Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Настанот е од културен карактер со музичко-сценска, забавна и меморијална нота. Годинава, како и минатите години, ќе имаме богата програма, богата со музички настапи, ќе настапат повеќе наши уметници, интересни личности кои што го одбележале значаен дел од она што се случувало во јавноста во градот. Ќе имаме и драмска игра, ќе исцртаме и една многу силна, многу емотивна меморијална нота за оние кои што се бореле за слободата на овој град, но и оние кои што по ослободувањето секој ден од своите животни кариери оставале нешто што и денес ние го живееме како придобивка, така да подготвуваме манифестација која што треба да го собере градот, да го обнови тоа чувство на припадност, на љубов кон родниот град, манифестација која што се надевам дека ќе го разбуди духот на градот. И во таа програма тој ден на 18 во предвечерието на 19 ноември, тоа е петок во Центарот за култура Илјо Антески Смок со почеток во 19 часот, сите се добре дојдени, влезот ќе биде слободен и ја користам приликата да упатам апел до секој еден тетовчанец кој што е во Тетово, кој што се наоѓа времено на друго место, да си го планира овој ден. Местото на тетовчаните, особено на Тетово, е вечерта на 18 во Центарот за култура. Влезот на манифестацијата е слободен и поради големиот интерес вратите ќе бидат отворени половина час пред почетокот.
Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. 41 годишна жителка на Тетовско село вчера во 11 часот во СВР Тетово пријавила дека претходниот ден околу 22 часот во угостителски објект во Тетово во кој што таа работела физички била нападната од 47 годишникот порој со кого подолго време била во љубовна врска. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 15 часот и 50 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 40 годишникот Тетовско село, кој половина час пред тоа бил пријавен од неговата 36 годишна невенчана сопруга, дека физички ја нападнал и се заканувал. Тој е задржан во полициската станица Тетово и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 21 часот во Тетовско горно палчиште полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 36 годишен тетовец. При негов и преглед на патничкото моторно возило Форд со скопски регистарски ознаки, што тој го управувал, а во кое се превезувале уште две други лица, му била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот против инволвираниот ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер околу 21 часот и 45 минути на улица Маршал Тито во Тетово пронајдено е патничко моторно возило Citroen Berlingo со скопски регистарски ознаки, за кое 1 час пред тоа 50 годишникот Тетово пријавил дека додека го оставал паркирано на истата улица му било одземено. Набргу возилото му било вратено на сопственикот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер пак околу 23 часот и 20 минути во угостителски објект на улица 133 во Тетово лишиле од слобода 26 годишен тетовец, затоа што кај него била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Санкционирани 9 прекршоци при акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници. Вчера исто така од Тетовската ПАЕК служба биле подигнати 35 непрописно паркирани возила. На поширокото Тетовско гостиварско подрачје вчера од 9 до 14 часот спроведена е акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, во која вкупно биле откриени санкционирани 9 прекршоци, 5 во Тетовско и 4 во Гостиварско. 6 од нив се однесувале на неисправни сопирачки, 2 на неизвршен технички преглед и 1 на неисправен уред за управување. Технички неисправните возила веднаш се исклучени од сообраќај, а на возачите изготвени им се законски предвидените поднесоци и ќе се соочат со парични глоби. При контролата исто така санкционирани се и 5 други видови сообраќајни прекршоци, 2 во Тетовско и 3 во Гостиварско. Вчера продолжија и интензивните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово и особено во централното градско подрачје. Санкционирани од ПАЕК службата биле подигнати и транспортирани вкупно 35 непрописно, односно погрешно паркирани возила, претежно во така наречени двојни редови, но и на други недозволени места. Целта на овие континуирани активности е да се овозможи непречено и безбедно движење на сите учесници во сообраќајот. Претреси на повеќе локации во Скопје, пронајдени оружје и муниција, приведени 4 лица. Во текот на вчерашниот ден, од страна на полициски службеници од единицата за насилен криминал при СВР Скопје, во содейство со полициски службеници од Додел за специјални полициски операции и специјалната антитерористичка единица Тигар, истовремено се извршени претреси на 6 локации во домови на лица, осомничени за кривични дела убиство и предизвикување општа опасност, при што лишени од слобода се 4 лица, и тоа ИА 31 година, НА 20 години, АР 27 години и БШ 40 години, сите од Скопје. При претресите извршени кај ИА во село Визбегово Скопско, кај ГМ 31 година, кај АР и кај БЗ 31 година, тројцата на подрачјето на Чаир, кај НА на подрачјето на Битпазар и кај БШ на подрачјето на Аеродром, биле пронајдени и одземени пиштол и рамка со 14 куршуми, пиштол Астра калибар 6,35 мм и рамка со 5 куршуми,
пиштол Смит и Весон, калибар 9 мм и 2 рамки со 32 куршуми, пиштол Глок, калибар 9 мм и рамка со 17 куршуми, дрон со мемориска картичка и контролор за летање и други предмети поврзани со кривични дела. 4 лица се приведени во полициска станица, а за ГБ и БЗ е пуштен централен распис. Во координација со јавен обвинител, по документирање на случајот ќе следуваат соодветните поднесоци. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!